Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде Страшо Ангеловски, председател на МААК. Добре дојде. Добре ве најдов и добра вечер. Страшо, се одвива една нова бугарска пародија во Скопје. Нема, па ќе најдат некој начин да се истакнат, овој пат преку еден поранешен новинар и функционер во македонската радио телевизија на времето, кој што се декларирал како бугарин во ред, тоа си е негово право, неговиот дедо, татко и сите тие работи. Но, она што се случило според очевидците е на каса во продавница се спречкал со некого, најверојатно како што велат и влегол преку ред, биднало што биднало, се подбутнале малку. Немало никакви физички напади, ништо, вербален е нападот повеќе. И сега што имаме реакција од бугарското МНР за напад на човек кој што поради неговата бугарска самосвест бил нападнат на каса. Значи, Монти Пајтон во овој случај, искрено кажано, е... Па не, да не чуди тоа. Да. Затоа што речи си нормално да се користи во тие дипломатски битки, да се користи секоја можност за да се наштети некому или да се направи нешто добро. Во случајов се врши обид за да се наштети повторно на односите меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Ова мене во многу ми наликува на она што се случуваше пред 100 години на улиците на Софија. Тогаш се случуваше братоубиствена војна меѓу македонците со македонска и македонците со бугарска самосвест. Денес ја немаме крв по улиците на Скопје, денес не се случува со оружје, меѓутоа истото тоа го живееме денес, војна со зборови меѓу македонците со македонска и македонците со така наречена бугарска самосвест. Не е добро, се внесе зла крв меѓу повеќе од братски нации. Зошто го велам тоа? Затоа што и бугарската нација во добар дел е составена од македонскиот народ и македонската нација е составена од македонскиот народ. Ние имаме многу македонски семејства кои имаат своји роднини од таа страна на границата. Така еден народ сме македонци. Еден народ разделен во две нации. И затоа кога ќе го опцуете, може би си пцуете некој свој таму, не е убаво, затоа велам, се внесува зла крв меѓу втори и трети братучеди, се внесува зла крв меѓу вујко и внук, се внесува, тоа не е добро, меѓутоа вината за сето ова дефинитивно се наоѓа во официјална Софија. Зошто? Официјална Софија имаше историска можност. Откако се случи на најнесаканото, откако го сменивме името и откако бевме нели според сите подготвени за понатамошни интеграции, официјална Софија требаше само да рече: ние ќе бидеме локомотивата која ќе го внесе вагонот Република Македонија во ЕУ и понатаму. Доколку тоа се случеше. Ние денеска ќе имавме најдобри и најблиски односи, токму онакви какви што треба да има. За жал, официјална Софија не ја свати големината на историскиот момент, мислејќи дека ќе се обиде и ќе успее да го уништи македонскиот идентитет до крај, затоа што веќе еден добар дел, ова е како амблемот на Apple, јаболкото одгризано, еден добар дел од нашиот идентитет е веќе одгризан, за жал, останува уште остатокот. Официјална Софија сметаше дека ќе успее да го стори тоа. Последен обид е со создавање на вакви несакани ситуации. Последен обид е со истакнување на тие веќе сега 220 или не знам колку илјади државјанства кои се дадени надвор од каква и да е европска процедура на македонски граѓани. И јас мислам дека после ќе говорим и ќе кажам зошто тоа го работи, затоа што новиот светски поредок се замислува малку поинаку од колку што постои денес и во една таква ситуација на официјална Софија е потребно ова да го работи. Очекуваш она театрална европратеничка, национал-шовинистичка Дивајла Ковачев да излезе во Европарламентот и да мафта како некого бутнале на каса, односно му рекле нешто лошо за тоа што имал бугарска самосвест? До таму оди работата со Пендиков, оној дилерот,
кои што нели го истепаа за тоа што Дивол вајда претпоставувам не како што треба или како и да е, па тоа беше драмата со оној Османи, несудениот градоначалник на општина Чаир, па кмишеше околу него, беше со авион го носеа, беше резил. Зборуваме за криминалец. Очекуваш повторно да го протежираат тој и да го буткаат низ европските канали. Во една ваква Европска унија очекувам се. Так. Затоа што не е вината во официјална Софија, не беше вината во официјална Атина, вината за се ова што се случува е токму во Европската унија, вината е во големите држави од Европската унија кои не можат да се помират со воскреснувањето на македонската држава, со воскреснувањето на нашето постоење, тие истите кои 913-тата сметаа дека ја заковаа последната шајка на сандакот, на погребниот сандак наречен Македонија, сега не можат да се помират со тоа дека Македонија постои и дека не може да ја уништат. И се додека постои таква Европска унија, се додека постои Европска унија со двојни стандарди, Европска унија на лицемери и Европска унија на најкорумпирани криминалци, се е можно да бидеме сведоци на се. И затоа јас упорно зборувам. Никако, еве повторно ќе речам, никако не смееме да ги продолжиме нашите преговори ниту со Европската унија, ниту какви и да е разговори со официјална Софија. Уште вчера требаше да ја распуштиме онаа несреќна историска комисија, која не знам по која основа ги даде македонските учебници на разгледување и на преправање во Софија. Значи, итно мораме да ги прекинеме сите тие нешта, затоа што од две причини. Првата причина е лицемерието и двојните стандарди и корупцијата и криминалот на Европската унија. Втората причина е идниот многу скор распад на Европската унија ваква каква што е, како наднационална творба. Ами ние ја имаме председател на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која е обвинета, осомничена за најголемиот корупцијски скандал во историјата на човештвото, вреден милиарди евра заеме со ковид вакцините. Како Венко Филипче. Сега. Меѓу другото. Имаме човек кој, да речеме, беше посредник во српско-косовските односи од Европската унија, човек кој во 2017-тата и 2018-тата беше и председавач со Генералното собрание на Обединетите нации, човек на Европската унија, тоа е Мирослав Лајчак, кој сега се докажува дека бил чест гостин на педофилскиот остров на Епштајн. Значи, ние имаме една ситуација во која имаме некредибилни политичари, имаме некредибилна организација, ако сакаме да одиме понатаму, го имаме извештајот со кој се вели дека ние не напредуваме како Република Македонија, а дека Молдавија и Украина посебно извонредно добро напредуваат, посебно во справувањето со корупцијата. Ами сведоци сме дека кабинет на Зеленски излезе коруптивен скандал од 100 милиони евра. Сега, американските извори тврдат нешто што е за наши сваќања дури несватливо, дека тој коруптивен скандал е всушност 48 милиарди евра или милиарди долари, дека повторно преку еден функционер на Европската унија и преку нејзината држава, преку Каја Калас и преку естонските банки, се испрани тие пари и се вратени назад кај европските функционери. И сега, зашто ние зборуваме во такво едно друштво? Андреј Ковачев е исклучително позитивна личност и човек кој може да говори се нешто. Затоа, дајте јас тоа го нарекувам западно-марксистичко дувло, кое се обидува да го уништи, за жал, се обидува да го уништи светот. Тоа и такво западно-марксистичко дувло формираше Центар за демократска отпорност, кој го нарече демократски штит. Тоа е едно тело кое ги проверува сите информации кои доаѓаат од надвор и кое не дозволува да влезат доколку не се во согласност со нивните официјални информации. Ами,
Нели ви наликува тоа на Џорџ Орвел и на неговиот дистопијски роман 1984, каде што се формираше Министерство за вистина? Нели ова наликува на Министерство за вистина? Нели она што во Орвеловиот роман се вели дека војната е мир? Нели односот кон Украина и кон токму наликува на тоа? Каде што вели дека незнаењето е моќ, токму тоа го имаме денеска, наместо вистинското. Комбинација со животинска фарма малку. Ете така, именно, значи, тоа е таа Европска Унија која имаме денес и затоа јас упорно зборувам дека треба да ги прекинеме сите преговори, дека Европската Унија ваква каква што е, или ќе се трансформира во сојуз на суверени држави, или потполно ќе биде избришана како наднационална творба. Ми се бендиса денеска изјавата на премиерот Мицкоски, токму на темата Перев, кој што вели може некој да накисне на дождот и надвор и тоа да биде хибриден напад од страна на владата. Сега имајќи предвид што се случуваше пред 2 години. Се сеќаваш на Ковачевски кога се газеше од смеење, кога го нарекоа западно-бугарски премиер, односот на Заев за Османи, несудениот председател и градоначалник најголемиот лузер на светот, и да не зборуваме и за останатите Маричичи и се. Сега не се исти работиве, нели? Лјупчо, јас дури не сакам да се сеќавам на тој период. За жал, сакам тој период да ни помине како еден лош сон, како да не сме го дури ни изживеале на вистина. Затоа што такво недостоинствено живење, таков недостоинствен однос, јас не верувам дека која и да е и кога и да е држава или дури народ или племе, ако сакаме и во племенската заедница имала. Меѓутоа, ние имавме една јасна ситуација кога ни велат па мали сме, затоа мораме да бидеме послушни и така. Ами ајде да се сетиме на еден Исланд кој излезе од преговорите со Европската Унија само заради рибарството, да речеме. Не заради тројно поголем проблем како што е нашиот, да го изгубиме идентитетот. Туку само затоа што не ќе можеше, а Исланд 95% од својот бруто домашен производ го заработува од рибарството. Ами ние имаме една уште помала држава, тоа е Монако, кој се повлече од преговорите со образложение дека она што го потпиша принцот Алберт не е испочитувано. Ви благодариме, ги прекинуваме преговорите и немаме потреба од понатамошни. Значи, за жал, таа власт, која 7 години со своите слабоумни постапки не донесе до овде до каде што сме, сега некој треба да ги вади жешките костени од мене исклучително, јас ова што го зборувам, може би е малку по-интензивно, исклучително многу последниве денови ми се во умот изјавите и на председателката госпоѓа Силјановска Давкова, која го кажува сето ова, ама многу попристојно, затоа што се наоѓа на местото председател на држава. Така што се менуваат нештата, полека Македонија се враќа на не може да се врати на се враќа на некое ниво на достоинство, на некое ниво на достоинство, меѓутоа потребно е уште многу, посебно кај оние кои го обкружуваат премиерот Христијан Мицковски, а кои се уште не можат да побегнат од дел од оние кои го обкружуваат, а кои не можат да побегнат од својата сервилност и од тоа кога ќе се сретнат со функционер на Европската Унија, да се наведнат затоа што нели тоа е нешто големо. Не, треба да се сватиш себе си како нешто големо, да знаеш ти колку вредиш, ако сакаш да се однесува оној другиот, онака како што треба. Тоа ќе рече, се мрдаат нештата во позитивен правец, ама треба уште многу работа. Се мрдаат ли нештата во некој поинаков правец и кај опозицијата? Денеска имавме еден изблик на Фројдов комплекс кај Венко Филипче, односно Венко испадна дека призна дека замисли тоа што го знаат нели и врапчињата во Македонија, малите деца и сите останати, дека бугарите во уставот внесувањето можеби и не било единствен услов. Тоа го кажа денеска. И изјави токму вака: можно е да не биде единствен услов решавањето на билатералниот проблем со еден од соседите. Сега
Лјупчо, На што се должи ова? Нешто се смени, сватија дека до ова дереже дојдоа токму заради тоа или сакаа да кажат? Тие и тогаш знаеа дека е така. Да. Тие и тогаш знаеа дека тоа не е или не мора да биде последниот услов. Меѓутоа, се обидува и понатаму да ја лажат македонската јавност, да си ги лажат собствените членови и да ја лажат целокупната македонска јавност. И сега, некој предпоставува дека нели заради резултатите на последниве локални избори кои беа катастрофални за таа невладина организација, дека повторно таа невладина организација СДСМ сака да се трансформира во политичка партија, па заради тоа повторно ќе се навлекува на патриотизмот и на заштитата на националните интереси. За жал, јас постојано говорам, ама ова е моја најдобронамерна порака, бидејќи во овој момент Македонија е птица со едно крило. Птица само со десно крило, а таа птица не може долго да лета реално. Јас најдобронамерно им зборувам на оние кои имаат во себе левичарска идеологија, дека оној кој прв ќе се врати на корените на социјалдемократијата, тој ќе успее да создаде лева политичка опција која ќе биде вистински пандан на македонската десница. Се останато, она троцкистичка, синдикално-анархистичка организација, ова либерална невладина организација и се останато, во овој момент, за жал, не е можно да биде сериозна левичарска организација која ќе биде левото крило на Република Македонија. Мислиш дека ќе има некакви промени таму во СДСМ? Зборуваме, знаеш, многумина велат како може некој од десницата да сака да се оправи, напротив, Еве, и јас одговор. сакам. Да, но не сваќаат ли луѓето дека конструктивноста на опозицијата е навистина нешто добро за државата, ама зборуваме за конструктивна опозиција, која што меѓу другото, дај Боже да биде и македонска опозиција. Замисли кај ќе ни беше крајот да бевме единствени по сите идентитетски прашања. Значи, тоа ќе социјалдемократијата беше... подразбира и суверенизам во себе. Так. Вистинската социјалдемократија. А не оваа фекот за важната. Социјалдемократијата на еден Вили Брандт подразбираше германски суверенизам, не подразбираше либерален интернационализам во кој ќе се избрише германскиот идентитет. Меѓутоа, ова влегување во канџите на таа либерална, невладина структура, либерализмот во овој момент е западен марксизам. Ние гледаме, дури до толку во Европската Унија немаат инвентивност, дури од стариот Советски сојуз, од источниот комунизам, си ги презедува и титулите, па се нарекува комесари. Тие се политички комесари, исто како што беа комесари во времето на Сталин. Ние гледаме, ако тогаш беше Московска правда, официјално гласило на источниот комунизам. Сега е бриселски политико официјалното гласило. Значи, ништо не е променето. Тој западен марксизам уништува, нели, под маската на либерализам, уништува се пред себе. И ја уништува левицата, за да може, Лјупчо, вака сега да знаеме, новиот светски поредок. Може би ќе им изгледа смешно на луѓето, новиот светски поредок ќе се гради како светска заедница на идентитети. Значи, еве, прв пат го кажувам ова е веќе големите умови во светот. Веќе размислуваат во оваа насока. Светска заедница на идентитети. И не е случајно што Бугарија, официјална Софија, брза да го избрише нашиот идентитет. Затоа што само оние кои ќе го сочуваат идентитетот после одумирањето на оваа либерална, односно западно-марксистичка идеологија и што ќе биде многу скоро во формирањето на мултиполарниот свет, само тие кои ќе го зачуваат својот идентитет, тие ќе бидат рамноправни во новиот светски поредок. Рамноправни се разбира, онолку колку што може да се биде рамноправен во однос на трите светски сили кои ќе бидат трите столба кои ќе го држат светот, тоа се Кина, Соединетите Американски држави и Руската Федерација. Но сите останати ќе влезат во тој светски систем на идентитети. Опишувајќи го македонскиот пат 20 годишен, барем како кандидати кон Европската Унија, ти имаше една колумна која што помина фантастично. Зборуваме за колумната Тантал, Сизиф и Одисеј на пат кон Брисел. Прекрасна алегорија, но еве за гледачите да им објасниш зошто токму
Тантал Сизиф и Одисеј на пат кон Брисел, зборуваме за Македонија и Ќе се обидам нашите најкратко. евроинтеграции, како и да ги наречеме. Да. Доколку кој ја прочита колумната и се запознае со маките на Тантал. Тантал го затвараат во адот, да внимаваме, значи, кон сите тројца, кралот, владетелот на подземјето им го прави ова, односно ад. Го затвараат во најбистрото езерце, Тантал, водата му е до брадата. И шум ќе се обиде да се напие вода, водата се повлекува. Има гранки со преубави плодови над него. Штом ќе пружи рака да набере еден плод, гранките се повлекуваат. И така Тантал живее со нешто ветено, нешто прекрасно пред него, а никако да стаса, нешто недостижно. Тоа се Танталовите маки. Тоа е Македонија. Потоа е Сизиф. Значи, знаеме. И исто така, Сизиф е казнет од Богот Ад, му даваат една огромна карпа, голем камен да го турка до врвот. Штом ќе стаса до врвот? Некоја невидлива рака му го турка, тој паѓа каменот и така добија препорака за преговори со Европската унија. И тоа се Сизифовите маки или Сизифовиот труд. И Одисеј го имаме кој нели, да не навлегуваме се во оние војните кај што тој го тројанскиот кој е негов изум и се, но заради тоа е казнет да не може да си стаса до целта. И патува повеќе од 20 години. И кога стасува на островот Еол, кај што Богот му ги затвара сите лоши ветришта во една мешина, а му го дава само добриот ветер Зефир за да го однесе до целта, еден малоумен и алчен морнар ја отвара мешината, повторно излегуваат лошите ветришта и тој така не може. Значи, ако го прочитате ова, нели ќе ви заличи на сите овие три примери, на нашите маки, на нашето туркање на каменот и на нашето талкање по морињата, затоа што некој ја отвори мешината и ги испушти. Тоа е отворањето на уставот со официјална Атина и обидот да се отвори со официјална Софија. И затоа морав така некако за да си ги знаеме состојбите во кои се наоѓаме. И за жал, она што таму Богот на подземјето го работеше, денес нам ни го прави Богот на подземната, на длабоката држава, на подземната држава. Кога ја прочитав колумната, јас ти дадов предлог за Итар пео македонците и еу волната, но премногу ми се бенди се идејата, па јас си напишав. Си ја напиша сам, на таа тема. 20 години буквално некој ни продава магла за волна или онакви за бубрези и постојано се соочуваме со нешто што се вика заглавеност на така наречените евроинтеграции и во меѓувреме влегува многу земји кои што не требаше да влезат, тебе се најавува, ти излегува како што кажа и ти самиот еврокомесар така наречени, вели Украина е најдобра во евроинтеграциите и ние стоиме напредува во битката против корупцијата. Да. Значи, ако има некој сериозен кој тоа го прифаќа дека е така, тогаш во ред. Затоа зборувам. И сега она што се случува, но верувам дека ќе имаме прашања за војната во Украина и за сето ова што ни се случува. Идеме малку, одиме индукциски. Ја мисле првин дедукциски, но идеме од простото кон нели? За жал, имаме се уште еден дел од македонската нација која верува во продавањето магла, како и трпеја на мариовците. За жал имаме еден дел од луѓето кои сметаат дека треба и да го отвориме уставот, за да нели час поскоро се затрчаме на кај но не и младите, Европската унија. Страшно, најновото истражување покажа, извини што те прекинувам, дека 47% сметаат најголемиот дел, дека никогаш нема да влеземе, а вториот дел мислат да ќе влеземе и тоа ќе влеземе за многу време, а 7% мислат дека ќе влеземе во следните 10 години. Така што младите веќе не веруваат во таа приказка, на младите нели светот останува. Па и Македонијата наша. За жал, еден дел од македонската нација, која е со албанско етничко потекло, и за жал, верува или не, и дел од нив веќе не, но сака
Да. Инсистира да го отвориме По секоја уставот. цена, добро. Инсистира да го отвориме уставот, а тоа е злобно размислување, тоа е лошо размислување на сосед кон сосед, на човек кон човек, и затоа јас упорно зборувам дека треба да сватат. Доколку на твојот прв сосед не му е убаво, и тебе нема да ти биде убаво. Некои велат дека се уште постои таа битка за голема Албанија. Не е точно. Албанија е веќе дистанцирана од таквите големодржавни идеи и докажа со односот кон македонското малцинство таму, докажува дефинитивно и на официјална Софија и на официјална Атина, им покажува како треба да се однесуваат со македонците во своите држави. Онака како што се однесуваат тие, каде што има македонска политичка партија, македонски друштва, македонец градоначалник имавме на Пустец и така натаму. Овде за жал се уште е жива големо косовската идеја. Таа е таа која сега абсорбира енергија, но пак ќе речам, еден дел од нашите сограѓани размислува така. За среќа, локалните избори веќе најавуваат целосна дедуизација на македонското општество. Злото кој владееше со Македонија, а чиј слуга беше СДСМ во оние 7 години владење, и на кого му беа фрлани коски од огромниот грабеж на македонските богатства, на македонскиот буџет, на кредитите кои ги земавме и се останато. Значи, таквиот дуи полека, но сигурно заминува во историјата. 2026-та најверојатно ќе биде година кога Али Ахмети ќе замине таму кај што му е местото, односно во Хаг, заедно со некои од неговите соработници. Мене само едно ме плаши. Да не се случи таа и таква меѓународна заедница, која себе си се представува за меѓународна заедница, да не се случи повторно да не уцени, да не притисне, за да се заврши процесот на дедуизација и оние кои заслужуваат да бидат однесени во Хаг, ние за возврат да го отвориме уставот. Значи, таа можност ме плаши, меѓутоа, а доколку дојде до такво нешто, по ниједна цена не смееме да го отвараме и по цена да чекаме, нека не биде 2026-та, во 2029-та ќе замине кај што треба, затоа што тие злосторства против човештвото не застаруваат и тоа ќе се одговара. Беше огромна грешка тоа со амнестијата за хашките случаи, тоа не можеше и не смееше. Не смееше, ама бидна. Да. За жал. Мислиш дека ќе имаме поправен испит? Јас сум оптимиста. Кога не би бил, не би се борел повеќе, а гледаат и луѓето околу мене дека не застанувам, иако полека си врват годините, меѓутоа волјата за да... Јас им благодарам, неколкумина во своите емисии кога гостував, ме нарекуваа македонски деец, дека не сум типичен политичар кој се бори за функција, кој се бори за власт и за што и да е, што го докажа во овие 35 години, така што една таква позиција, ќе си ја речам за себе, комотна позиција на македонски деец, исклучително поволно делува на мене, ми дава волја да продолжам и да се борам за интересите на мојот македонски народ. Ние сме нераскинлив дел од нашиот народ и доколку не си го почитуваме и не се бориме за негово подобро утре, ние немаме право ниту да влеземе во политика, ниту во новинарство, ниту во аналитика, ниту во што и да е. Значи, првично треба да го почитуваме својот собствен народ, да ја почитуваме својата нација, да ја почитуваме својата држава, да се бориме, јас за локалните избори излегов со тезата дека овој систем мора да го уништиме, да го урнеме овој систем. И на темелите на така урнатиот систем да изградиме нов систем со вистински духовни вредности. Кога зборувам за овој систем, зборувам за систем на корупција, криминал, непотизам и партизација. Ние гледаме како излегуваат предмети, дали е тоа трагедијата во Кочани, дали е ваму или таму, гледаме дека сите сегменти од нашето живење се опфатени, гангренозно опфатени од таа корупција, од тој криминал, од непотизмот и од партизацијата. Значи, таков систем мора да се уништи.
Таков систем не ни е потребен. И треба да создадеме она што еднаш веќе го говорев, да ја насочиме нашата нација кон духовноста, да создадеме систем на вистински духовни вредности, за да не ни доаѓа ситуација да се расправаме по социјалните мрежи, дали еден наркоман кој дошол од Србија бил во право или не бил во право, дали смее да се однесува или не смее да се однесува така. Треба да стане персона нон грата веднаш после овие реакции, јас ги го пишав веднаш црн печат што се вели. Во него не постои никаква вистинска духовна вредност. Сето, јас не случајно како партија бараме и да се донесе закон со кој на деца до 12, 13 или 15 години, тоа државата нека си определи, ќе им биде забранет пристап до социјалните мрежи. Тоа во светот се случува на големо. Во Австралија е 15 години, во Јужна Кореја, во Јапонија е до 12 години. Значи, нам денес, наместо ние да си ги воспитуваме, ние дома и наставниците во училиште да ги воспитуваме децата во правец на вистинските вредности, на она што вреди, а не на она што е шунт, нам децата не ги воспитуваат социјалните мрежи. Така, гледаш што се случува со оние сигувања, со снимања, малолетници го прават тоа не го виделе на друго место, освен родителите се страшно тука. Јас ги знам кој е децата виновен. со телефончињата за да тие си го терат животот. Затоа треба да се забрани пристап до социјалните мрежи. И да се казнуваат родителите. Да се воспостави вистински воспитно-образовен систем. Ние сега имаме само образовен систем. Ние воспитната компонента, за жал, ја исклучивме во една Јапонија. Првите 3 одделенија се само воспитни, нема образование, само ги воспитуваат децата. Значи има тука уште многу. Ние мораме да го извлечеме нашиот народ, нашата нација од хедонизмот. Љупчо, само луѓе длабоко заглибени во хедонизмот можат да уживаат во криминал, во корупција, затоа што хедонизмот подразбира алчност за материјални богатства. Како брзо ќе дојдете до материјални богатства, освен преку корупција и преку криминал? Мораме да ги излечеме од хедонизмот, ако сакаме што и да е да сториме со оваа држава и со оваа нација. Не случајно го говорам, мораме да се вратиме во духовноста за да го зачуваме нашиот идентитет, затоа што ќе повторам, може би сега ова изгледа неверојатно, дека идниот светски поредок ќе се заснова токму како светска заедница на идентитети. Ние, доколку не го сториме тоа, ние ќе бидеме мртви. Се враќаат старите вистинските вредности, па не е ни чудно што и музиката се враќа, се што е од порано, ништо ново не се твори, така што трендовите се тие. Имаме многу теми уште за отворање, ќе зборуваме за поглобални теми, за мировниот план за Украина, за улогата на Америка, за неулогата, како да ја наречеме, на Европската унија, која што исчезна од радарот и ја нема ни на сликите на преговорите, а не на госпожа се јавува таму од Африка, што ни читаше тука некој пире и што и да беше, па потоа други препораки даваше. Како и да е, со нас е Страшо Ангеловски, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Страшо Ангеловски. Темата која што најавивме е мировниот план за Украина, мировниот план на САД, кој што помина како што поминува и нели сепак има различни одгласи околу целата приказка. Најиндикативна во целата приказка е Европската унија и однесувањето, не целата Европска унија, она Европска тројка, која што изникна од никаде. Меѓу другото, Велика Британија не е во Европската унија, а повторно испадна главни со Германија и Франција. Јас упорно наназад години зборувам дека Европската унија, за жал, е целосно дефакторизирана во светските меѓународни односи. Европската унија ниту досега, во минативе година, 2 или 3, не се прашуваше за ништо. Европската унија наликува на мала политичка партија која се наоѓа во коалиција со некоја голема. И заради моќта на големата партија добива тоа што го добива, добива привилегии, добива бенефити и дури има сила и да се заканува и да зборува. Покрај големиот брат. Кога ќе ја напушти големиот брат, тај никој ништо. Тргнувањето на страна на Соединетите Американски држави. А тоа е идеолошко тргнување на страна, затоа што, за жал, Европската унија е изградена врз принципите на тој западен марксизам, така наречен либерализам,
А Трамп токму објави војна на тој западен марксизам во сопствената држава. И се она што го намерно ги направи... руга, мислиш, со ова што ги трга на страна целосно, ги нема никаде на преговори, каде што Украина граничи со Европската Унија држави. Значи, Те нема во преговорите. ги има, сакаат да бидат и се туркаат на јавна сцена. Меѓутоа, зборот не им се слуша, затоа што се дефакторизирани. Зборот на еден Путин и на еден Трамп во овој момент, во украинската криза, се тие кои ќе одлучат кога и како ќе заврши. Јас сум речиси сигурен дека се е веќе договорено во автомобилот во кој се возеа Трамп и Путин, кога Путин беше во Енкоридж на Аљаска. Во автомобилот каде немаше присутен никој. И верувам дека и она што излезе како план на Трамп во 28 точки, дека е веќе разговарано таму, дека е начелно разговарано таму, и затоа планот излезе таков каков што излезе. И видовме, веднаш утредента, милитантната ЕУ се обиде, односно му дава сила на Зеленски да издржи и понатаму во војната, ветувајќи му уште многу оружје, се со една единствена цел – да останат на власт, затоа што крајот на војната значи и нивно заминување. И ние имавме, да речеме, Каја Калас, која е министерка за надворешни работи, излезе со изјава дека и тие имале план во 2 точки. Двете точки биле како да се уништи Русија и како да се поддржи Украина. Значи, тие се уште се наоѓаат во сферата на ирационалната политика. За среќа, реал политиката почна да навлегува целосно. Реал политиката веќе го победува ирационализмот на тие и таквите, и некаде крајот на војната во Украина ќе биде во истиот момент кога ќе се воспостави целосно мултиполарниот светски поредок. Крајот на војната во Украина не може да биде без да се воспостави мултиполарниот светски поредок, кој веќе го дели светот на 5 зони. Првата зона е Евроазија. Втората зона е Јужниот Пацифик. Третата зона е Америка, јужна и западна. И тука остануваат, тие се веќе познати сфери или познати зони. Двете остануваат, тоа е така наречениот Блиски Исток и тоа е Африка, каде што допрва ќе има борби за африканските богатства и така натаму и така натаму. Значи, ова сето најверојатно е веќе договарано на средбите на Трамп и Путин во разговорите, а исто така и на средбите на Трамп со Си Џинпинг. И гледаме дека полека, но сигурно односите меѓу Кина и Соединетите Американски држави стануваат се поблиски и поблиски. Трамп веќе прифати напролет да биде гостин во Пекинг и обратно го покани Си Џинпинг кај. Значи, во овој момент Трамп е оној кој навистина сака мир во Украина. Постојат тројца луѓе во светот од кои Трамп треба да се ослободи, доколку сака тоа да го реализира. Првиот е неговиот државен секретар Марко Рубио, кој е човек на неоконзервативците, на тие јастреби од десната политичка опција во САД, меѓутоа многу блиски со јастребите од Демократската партија. Значи, тој човек е оној кој успева да направи забуна во американските односи, надворешни односи. Зашто станува збор? Дента кога Трамп го предложи планот од 28 точки, Марко Рубио се сретна со Европската тројка и со Зеленски и излезе со изјава дека имал успешна средба со тоа што изнесе план од 19 точки. Дали тргањето 9 точки од својот собствен председател е успешност за САД или е успешност за него? Вториот е Бенјамин Нетањаху, човекот кој упорно и по секоја цена се обидува да предизвика војна со Иран и да ги вовлече Соединетите Американски држави во таа војна. Гледаме дека ниту намалува интензитетот на бомбардирањето и на целиот западен брег, а и на Газа, ниту исто и со Хезболах, со Либан, но истото се обидува да го стори и со Иран. И третиот човек е Зеленски. Зеленски е оската околу која се прибираат
тие западни марксисти од типот на Макрон, на Стармер, на Мерц, доколку режимот на Зеленски не постои, тие не ќе можат да ја играат својата игра. Што е играта на Европската Унија? Некако да влезе во овие светски шеми и повторно да стане фактор, и од друга страна да докаже дека Путин и Руската Федерација не се подготвени за преговори за мир. Нудејќи вакви тези, нормално е дека Руската Федерација мора да ги одбие. Зошто? Затоа што не се осврнуваат во ниту еден сегмент на причините зошто дојде до специјалната воена операција. Зборуваат за гаранции за безбедност на Украина, а при тоа не зборуваат и за гаранции за безбедност на Руската Федерација, затоа што безбедноста е неделива категорија. Доколку ја гледате само својата безбедност, на штета на туѓата безбедност, не може да има мир и не може да има безбедностна архитектура. Ние ќе мора да се изгради евроазиска безбедностна архитектура. Природно е таа евроазиска, зошто? Затоа што Русија е дел од Европа, меѓутоа е дел и од Азија. Не можете она што европјаните цел живот го минимизираат. Инаку е тоа континент Евроазија. Да. Тоа е континент Евроазија кој е вештачки поделен заради потребите на големите европски сили, заради нивната колонијална активност, заради нивната да речеме робовладетелска. Ние гледаме дека сега се собраат земјите од Карибите и од Африка и бараат од Обединетото кралство не само извинување, туку бараат и одштета за робовите кои биле крадени од таму и кои биле продавани. Значи полека, но сигурно нештата се движат. И сега затоа реков преска, најверојатно зоната на влијание, меѓутоа не е онакво влијание какво што имавме од студената војна. Зоната на влијание на Кина ќе се протега на Јужниот Пацифик. Зоната на влијание на Руската Федерација ќе биде Евроазија и зоната на влијание на Америка ќе биде она што Монро во својата, уште пред 120 години и повеќе, во својата доктрина го поставил, односно западната хемисфера, односно Америка јужна и северна. И од тука се и овие напори на Трамп да докаже дека раководството во Венецуела е раководство на овие картели со дрога, за да ги уништува и така натаму. Таму нема да има војна, да бидеме повеќе од сигурни. Меѓутоа, тоа е обид како да се влезе во сфера на влијание и да се приграби таа сфера на влијание. Затоа што ние треба да знаеме дека Боливија, например, е поделена од САД, е издвоена територија која е наречена Панама, за да може Панамскиот канал да биде земен, за да Соединетите американски држави имаат зона на влијание. Зошто таа толку огромна желба за поделби и жигосување? Многу ми е интересен оној момент, страшно дека многу сакаат да се играат со страните на светот. Она додавка патетична одвратна на нашето име, која што е, ние сме дел со таа додавка, нели, од Западниот Балкан, кој што го поделија за да има Западен Балкан и друг Балкан, а Западниот Балкан пак е дел од една си југоисточна Европа, која што е поинаков дел од Европа. Постојано европјаните многу милуваат со тоа страните на светот да се играат. Моето размислување е многу, можеби, дури застрашувачко. Два региони имаат измислено име од европјаните. Првиот е Блискиот Исток, тоа е Југозападна Азија. Така. Вториот е Западен Балкан, тоа е Југоисточна Европа. Меѓутоа, каде има немири досега во овие години? На Блискиот Исток. Мене многу ме плаши дека токму затоа и нима дадено едно име, не затворија во тоа име Западен Балкан, каде што токму тие европски лидери кои се целосно дефакторизирани и кои никако не може да се вратат и да станат фактор во светската политика. Имаат само еден начин да се факторизираат себе си, тоа е доколку предизвикаат војна во Западен Балкан. Тогаш тие се најблиски тука, тие се со свое влијание и тие ќе станат фактор на одлучување во меѓународните односи, барем за Западен Балкан, со што веќе ќе се наметнат каков и да е фактор. Тоа е она што мене многу ме плаши, а она што се случува
со веќе година и повеќе шарена револуција во Србија. Она што се случува насекаде околу нас, Косово година и еден месец не може ниту влада да формира, ниту мнозинство во парламентот и така натаму. И така натаму. Во Босна знаеме колку е кревка ситуацијата и Додик рече изгубивте еден Додик, добивте двајца се со изборот на новиот. Така што многу е кревка ситуацијата на Западен Балкан и чинам дека исто онака како што го држат тој Блискиот Исток затворен за да можат кога сакаат да се играат војна таму, исто го држат и Западен Балкан. Би сакал да грешам, сакам да уживаме во мирот кој треба да ни следи. Сето ќе зависи од битката меѓу Доналд Трамп како суверенист и овие глобалисти кои се наоѓаат на чело на Европската унија. И за да гледачите знаат, ние мораме да правиме разлика меѓу глобализација и глобализам. Глобализацијата е позитивен процес со кој светот треба да се поврзе економски, културно, инфраструктурно и секако. А глобализмот е обид или начин за завладување на светот од еден центар. Глобализмот е идејата на овие во Европската унија. Како гледаш на овие минирања на процесот од страна, многу интересно пропагандистички, започна пред час и два, така нешто, можеби час или два, се јави и Reuters со, мислам дека ќе се извинуваат како BBC, извадија ексклузивна вест дека договорот што го предложи Трамп бил ни повеќе ни помалку, туку директно даден од Путин од Русија и тој само го промовирал. Зборуваме за еден Reuters, изборувавме за едно BBC, ама некако работата веќе не е така помпезна околу. Руските служби веќе објавија дека британските тајни служби ќе се обидат да го дискредитираат Трамп со тоа што одново приказната за Трамп како руски шпион ќе се обидат да ја промовираат. Ова е само дел од тоа. Значи и она што беше монтираните, лепени, сечени, исто како кај нас нели разговори кои го прикажуваат Трамп во такво светло, доколку сакаш така да го слушаш, нели? Еве го денеска Reuters го прави истото и ова ќе продолжи понатаму. Треба да се дискредитира Трамп за да се дискредитираат неговите напори за мир. Треба да се каже дека овој човек нема сериозни заложби за мир, туку му слугува на Путин за да ги оствари неговите интереси, односно интересите на Руската Федерација. Тоа ќе биде тој обид, на што ќе бидеме сведоци во идниве денови. Меѓутоа, искрено верувам дека ќе пропадне целата таа нивна игра, обидот на сега се обидуваат како да се позиционираат после подпишувањето на мирот, како тие да се позиционираат со своите армии во Украина. Нивните интереси се многу големи. Ние, еве, пример, прва Британија рече дека ќе испрати своја војска таму, нормално околу Киев и околу Одеса, а не на линија на фронтот. Зошто тоа го прави Британија? Затоа што ќе се сетиме, потпиша 100-годишен договор со Украина, во кој 100-годишен договор се обврза на Украина во наредните 100 години да ја дава по 3,7 милиарди евра. Тоа ќе рече за наредните 100 години 370 милиарди евра, а да измолзи оттаму 2000 милиарди евра во суровини и во се она што треба да го добие. И сега, ако не биде присутна таму, ако Русија не ја изгуби војната и не се повлече од Донбас, тие ќе даваат според договорот по 3700 милиарди, меѓутоа не ќе може да си ги повраќаат никако. Макрон им продаде 100 авиони пред една недела. Тоа се дури смешни ситуации, меѓутоа навлегоа да успеа тие луѓе да ја украинизираат Европа. Наместо да ја европеизираат Украина, тие успеа да ја украинизираат Европа и денес не можат лесно да се извлечат толку тие себе си целите се поврзаа со војната во Украина. Тие се вложија во таа војна. Не случајно Трамп цело време зборува. Ова не е моја војна, ова не е војна. Ќе биде интересен неговиот одговор на оваа Reuters. Да наречеш свуга еден човек како Трамп, малку е да го... Но, Љупчо, Трамп е свесен дека е ова американска војна.
на која и тој малку и кумуваше, затоа што во својот прв мандат ја вооружуваше Украина. Така. Но, она што го стори администрацијата на Бајден, тоа е повеќе од сигурно дека е американска војна. Затоа Трамп се обидува цело време да се извлече дека тоа не е негова војна, дека е американска, ама не е негова и дека доколку тој не бил, дека немаше да се случи. И сега таа е битката во овој момент меѓу Трамп и таа радикална левица, западен марксизам. Но, уште еден пример мора да кажеме. Знаеме кој стана градоначалник на најголемиот град во Соединетите американски држави на Њујорк, Зохран Мамдани, човек кој е комунист, кој се представува за комунист и кој е комунист. Тој е првиот комунист кој влезе во Белата куќа. Ние се сеќаваме дека во времето на макартизмот имаше дури лов на вештерки, односно лов на комунисти во Соединетите американски држави и заради тоа председателот на тогашната комунистичка партија Норман Томас се преименува во либерална. И така произлезе сегашниот комунизам да се нарече либерализам. Сепак, еве за крај, веруваш дека каде и да е ќе дојде моментот на мир во Украина? Па не каде и да е, но мирот, пак ќе речам, мирот во Украина ќе биде составен дел од воспоставувањето на мултиполарниот светски поредок. Во принцип, војната во Украина е заради воспоставување на мултиполарен светски поредок. Ние сме сведоци, секогаш кога се менувале светските поредоци, секогаш имало војна. После крвавата втора светска војна, дојде до создавање на биполарниот светски поредок. После големите војни во Арапската пролет, Авганистан, Ирак и така натаму, па и на територија на бивша Југославија, се повторно дојде до менување на светскиот поредок, униполарниот светски поредок. Војната во Украина е дел од воспоставувањето на новиот светски поредок. И решението со новиот светски поредок ќе биде решение и за Украина. Но искрено верувам дека некаде 2026-та би требало да биде година кога ќе заврши таа војна, кога новиот светски поредок ќе биде воспоставен, кога Обединетите нации ќе бидат реформирани во некакви обединети светски идентитети или не знам како ќе биде наречено и дека во тој момент се надевам онака како што, пак го ќе дадам примерот, на европскиот концерт кој бил формиран после Наполеоновите војни, 6 најголеми европски држави, сите со различни идеологии, седнале се договориле. 100 години траеше мирот се до 1914-та, од 1814-та. Сега се надевам дека тие три светски сили ќе го создадат светскиот концерт кој ќе ни гарантира мир во наредните барем 30-40 години. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на поканата и на можноста да го искажеме се тоа. Ти благодарам, ми беше чест. Ако смеам накрај, повели. Во паузата додека беа рекламите, се насмеавме малку кога јас реков во контекст на она дека треба да го урнеме системот ваков, како што е корумпиран и криминален, во паузата реков дека на секој функционер во Македонија треба, штом ќе стапи на функција, да му биде одземен пасошот, па да му биде вратен откако ќе заврши функцијата, инаку сега не можеме да ги најдиме со пасоши, си заминуваат сите. Так. Ти благодарам уште еднаш. Ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.